Започнува актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Расправа за ребалансот на буџетот. Денови Веталевски ќе објави одлуката за тоа кој го купи ФКП Листер. Му изгоре куќата, бара помош. Се асфалтира во Драгош. Донесен ребалансот на општинскиот буџет, кај дел од приходите нема намалување. Се намалиле и расходите. Власта гласаше за овој ребаланс, опозицијата беше против. Маја Богоевска. Точката за измени и дополнување на буџетот на општина Битола за 2014 година денес беше тема за дискусија кај битолските советници. Опозицијата со забелешки. Пат на капиталните приходи имаме од цели 41 милион денари или цели 37%. Сето она што треба да представува душата на развојната компонента на една општина, даночните приходи, неданочните и капиталните приходи, нас ни се во пат. Оно што можеме да го видиме по ставки во ребалансот е дека имаме некое зголемување на комуналните услуги во делот на енергетиката, што е последица на добро наплатените сметки од ЕБН. Зголемени паричните казни кај граѓаните. Според опозицијата буџетот е нетранспарентен и нереален. Во касарната и таму е грешивте работата, и таму ги нема парите. Објаснето ни беше дека ние в година ќе треба да земеме кредит за изградба на тие инфраструктурни објекти што треба да бидат Тварама 4. Значи тие беа предвидени со овој буџет, сега ги кратите. Кажува градоначалникот дека ги потрошил на некое друго место, на некој друг проект. Не може да има 2-3 проекти во едно. Едно се знае каде. Тие пари беа наменети за таму и требаше да бидат потрошени таму. Или вие ги потрошивте за нешто друго, дали за изборите, дали за некои ваши потреби таму, вие си знаете. Значи, нетранспарентното трошење на пари е рефлектирано во цел овој буџет, во сите овие ставки што ни ги нудите каде што има зголемување, а не се однесуваат и не се во интерес на граѓаните. Кај приходниот дел има помали интервенции во делот програмите, освен во ставките уредување на градежното земјиште и продажба на земјиште, објаснуваат од владеачкото мнозинство. Бидејќи до крајот на 2014 остануваат уште 3 месеци, реално дека не може да се очекува нивна реализација во тој износ, а се однесува за продажбата на земјиште во АРМ. Додека кај расходниот дел аналогно на намалувањето на приходите мора да се интервенира и во поглед на расходниот дел, и тоа во програмата А0, она што значи капитални расходи, односно реконструкција на патишта, зголемуваме за 10 милиони денари, реконструкција на спортската сала зголемуваме за 5 милиони денари. Ова значи дека продолжување на активностите за подобрување на инфраструктурата во градот. Има намалување во ставката непродуктивно трошење во програмата Општинска администрација. Имаме намалување на расходи за репрезентација за 1 милион денари, често споменуваните други оперативни расходи за 1 милион денари, привремени вработување намалување за 2 милиони денари, купување на информатичка опрема, мебел, возила, купување на канцелариски материјали и така натаму, сите се тие намалени ставки. Кога зборуваме за развојните програми, нивната проекција за оваа година скоро кај сите останува иста, со исклучок на програмата за локални патишта во АРМ, бидејќи оваа програма е поврзана со претходните програми, бидејќи тие 3 програми се во склоп на оваа развојна програма, што се однесува до изградба на водоснабдување и програмата за пречистителни и одводни води во АРМ, тие остануваат исти, имајќи во предвид дека првите згради се веќе приклучени на водовод и на канализација, само се намалува ставката во програмата за изградба на локални патишта. Ребалансот на буџетот беше изгласан со 16 гласа за и 11 против. Седниците на Совет по деловникот се отворени за јавност. Најчесто се присутни само медиумите.
Денешната седница на Советот на која се расправаше за ребалансот на буџетот ја следеше и еден граѓанин на Битола. Седниците секогаш се отворени за јавноста и најчесто на нив се присутни само медиуми. Понекогаш ја има и јавноста представена од граѓаните, но тоа е во ретки случаи. Освен за ребалансот, денеска советниците расправа и за неколку урбанистички планови, а на дневен ред не се најде точката за продажба на фудбалскиот клуб Пелистер, иако некои шпекулираа со таква информација. Деновиве на пресконференција, градоначалникот на Битола ќе ја соопшти одлуката за тоа кој го купи фудбалскиот клуб Пелистер. Советот на претходната седница му даде зелено светло да донесе одлука за продажба, а за условите преку информација ќе ги информира советниците. Она што го имаме официјално, знаете дека практично Советот донесе одлука со кое што го овластува градоначалникот да ги разгледа сите понуди и да ја одбере најповолната, односно сите пристигнати до 12 септември. Јас формирав комисија, комисијата ги разгледа сите понуди, тие направија записник, го доставија до мене и деновиве ќе ви информираме што е она што е направено, односно договорот што треба да го потпишем, што го имам како овластување од Советот, значи не треба да се носи повторно на Советот, бидејќи такво е овластувањето, но до Советот треба да се достави информацијата за висината и процентот на акциите од најдобрата понуда. Значи имавме, вие знаете, неколку варијанти, во секој случај комисијата ги разгледа сите и јас се радувам за тоа што едногласно донесе една одлука која што мислам дека е коректно официјално да ви ја соопштам, зашто ќе направиме официјален прес, бидејќи сцена исто така дека и таа тема е многу значајна, многу е важна и заслужува посебно внимание, бидејќи темелно сакаме навистина да помогнеме на спортот. Спортот во цела држава, во цела Република Македонија има големи проблеми, зборувам финансиски проблеми се разбира, иако надлежностите доаѓаат до општините, сепак тешко се наоѓаат начините за финансирање на врвниот спорт. Денеска во Драгош се асфалтираа 1700 метри пат. Со ова велат ќе се подобри патната инфраструктура во овој дел. Весна Шеровска. Со асфалтирање на патот во Драгош се затвора проектот на Европска банка кој што општина Битола го работеше во изминатите години. Денеска се асфалтираа 1700 метри со цел подобрување на патната инфраструктура. Однесува на корекција на патната инфраструктура, поврзување на патот од селото и поврзување со главниот пат. Значи тоа е околу 1700 метри и побаравме од агенцијата да ни овозможат, бидејќи тоа го бараа мештаните, уште 450 метра корекција на селските патишта. Се разбира дека докрај можеби во оваа фаза се нема да направиме колку што би сакале и колку што е потребно, меѓутоа мислам дека во многу голема мера ќе подобриме патната инфраструктура, а со овој проект, значи со проектот во Драгош, практично го затвораме целиот пакет кој што претходниве неколку години го работевме, а е преку Европската банка. Овој пат бил од големо значење за жителите. Овој пат, како што гледате, е од големо значење за нашата местна заедница, која претежно е рурално подрачје и со самото асфалтирање на овој пат добиваме и поквалитетен живот, побрза поврзаност со градот Битола и во секој случај сме задоволни на општина Битола. Ако се стигне во оваа градежна сезона, ќе се завршат уште неколку инфраструктурни интервенции, додава Талески. Има уште еден мост овде, кој што сакам да го видиме денеска и ќе го видиме. Таму започнавме некои активности, но како што ме информираат мештаните, треба уште една мала интервенција. Ако можеме тоа ќе го направиме оваа градежна сезона, а ако не, секако со новиот буџет уште кој ќе започне новата градежна сезона и тоа ќе го санираме и се разбира би сакал да испочитуваме желбата на луѓето, дел од овие 450 метра ако е возможно да ги вклопиме, а ако не, идната година да го подобриме патот кој што води кон црквата. Талески со најава дека останале уште 4 патни правци кои треба да ги завршат, а се проекти со Светска банка. СДСМ денеска со предлог со ребалансот да се обезбедат пари за купување мобилна мерна станица. Бараат пренамена на средствата од една во друга ставка. Сумата би била околу 8.000 евра. На денешната 25-та седница на Советот на општина Битола, на која се разгледуваше ребалансот на буџетот за 2014 година, опозицијата достави предлог со кој побара пренасочување на средства од една во друга ставка во висина од 500.000 денари, што би било некаде од прилика околу 8.000 евра, а представува само 0,036% од буџетот на општина Битола.
Средствата кои што баравме да бидат пренасочени, всушност ги побаравме со цел за набавка на мобилен апарат за следење на загаденоста на воздухот во општина Битола. Цениме дека ова беше навистина вистинскиот момент за да нешто реално направиме за оваа проблематика. За жал, нашиот предлог не беше прифатен. Манаки заврши, а Битола е пред уште еден голем културен настан. За 2 дена почнува Интерфест на класична музика. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: како да се подобри квалитетот на воздухот? Со строги еколошки мерки, повисоки казни за загадувачите, поголемо користење на јавниот превоз, редуцирање на сообраќајот во центарот на градот. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Европската Унија оказнува Apple со 1 милиарда евра. Во изминалите 10 години Apple заработил дури 137 милиарди долари преку работење на своји офшор компании. На денешната седница на Советот се носи ребалансот на буџетот, пред советниците се и повеќе точки за детални урбанистички планови. Темата ФКП листа не се најде на дневен ред. Поред календарот на МПЦ денеска е Свети маченички Вера, Надеж и Љубов и мајка им Софија. Премиерот на Србија изјави дека неговиот брат Андреј им ја покажал легитимацијата на припадниците на жандармеријата кој го претепала и дека тепањето започнало додека тој врака држи својата лична карта, за што постои снимка. Демонстрантите на така наречениот чадо револуција, кои од властите во Хонг Конг бараа демократски реформи, даду ултиматум до утре за исполнување на нивните барања. Во спротивно, повторно ќе ги радикализираат протестите. Авионот на Qantas Airbus A330 слета на меѓународниот аеродром во Далас по 15 часовно летање од Сиднеј и поминатите 13.802 километри. Потребна е помош од сите хумани битолчани, бидејќи на Драги Новоселски пред месец дена му изгоре куќата. Не е вработен и живее во субстандардни услови. Оливера Михајловска. На 28 август се слави еден од најголемите христијански празници Успение на Пресвета Богородица. И додека се верува во големите чуда на светицата, на еден наш сограѓанин од населбата Горно Оризари, токму на овој ден го најде голема мака. Единственото живеалиште се претвори во пепел, му изгоре куќата од електричната инсталација. На 28 август, Богородица, јас бев в Грција на работа. И кога се врати, кој ми кажа да ги изгоре, тешко. Што помош, вака ќе ми поможа со тие работи, со мајстори, вака ќе био пријател, некој ми поможа со тие работи. Новоселски е невработен и по оваа несреќа што го снајде. Едва и го крпи животот со штиците, цементот, песокта што добрите соседи, стоваришта за градежни материјали како помош му ги подариле. И тука се неговите пријатели кои работат на изградбата колку можат. Привремено живее во една соба која ја изградиле откако изгоре куќата, но нема струја, вода, ниту елементарни услови за хигиена и живот воопшто. Благодарен е за досегашната помош, но има потреба од хуманоста од своите сограѓани. Па доколку сте во можност, донирајте на следниве жиросметки. Ограбена аптека, фатена дрога, криумчареле преку граница со автомобил кој го барал грчки Интерпол. За црната страна на Битола, Весна Шеровска. Пред 2 дена во Битола на улицата Кочани од страна на непознат сторител извршена е тешка кражба во земјоделска аптека, на тој начин што сторителот влегол преку балконската врата и одзел разни ветеринарни медикаменти и земјоделски препарати, како и 8.100 денари, причинувајќи материјална штета од околу 480.000 денари. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Исто така пред 2 дена во Битола, во атар на селото Нижеполе, од страна на непознат сторител извршена е тешка кражба на кабел од електромодул
мотор од ски лифт Чука, собственост на јавното предпријатие Стрежево, со што е причинета материјална штета од околу 400.000 денари. СВР Битола поднесе кривична пријава и против лицата КД и СТ, двајцата од Битола, поради постоење на основи на сомнение за сторено кривично дело криумчарење. На 4 јули 2013 година добиено е сознание од сектор за меѓународна полициска соработка при МВР Скопје, а врз основа на известување од Интерпол Атина дека на улицата Кланица се наоѓа патничко моторно возило Ауди А5, кое потекнува од кривично дело тешка кражба, извршена во Солун во Грција. Пријавените со цел да ја избегнат царинската контрола пренеле непријавена стока, откако претходно со тешка кражба во Солун го набавиле и на илегален премин го пренеле горе наведеното патничко моторно возило. Со наведеното дејствие пријавените се стекнале со противправна имотна корист од околу 18.000 денари. СВР Битола поднесе кривична пријава против лицето ЕМА поради постоење на основи сомнение за сторено кривично дело пуштање во промет на наркотични дроги. Пријавениот, откако неовластено набавил опојна дрога марихуана, ја држал истата кај себе со цел продажба на лица наркозависници од Битола. На 12.4 годинава, кај местноста Викана Меди во населбата Бајр во Битола, од страна на полициските службеници, забележана била поголема група на лица, меѓу кои и пријавениот. Кога пријавениот го забележал присуството на полициските службеници со цел да се ослободи од дрогата, истата ја исфрлил. Од страна на полициските службеници дрогата е пронајдена, лице местото е фотографирано, дрогата е подигната и со наредба од основното јавно обвинителство во Битола испратена е на вештачење. Од извршеното вештачење утврдено е дека растителната материја спакувана во 4 хартиени пакувки е марихуана. СВР Битола за истото кривично дело поднесе кривична пријава против лицето АТА од Битола. Во јануари годинава, врз основа на претходно добиени оперативни сознанија дека пријавениот со себе носи наркотична дрога амфетамин, која им ја продавал на лица наркозависници на улицата Маршал Тито од страна на полициските службеници, е затекнат и при преглед во него пронајдено е едно најлонско пакување со 2,87 грама наркотична дрога амфетамин. Македонците трошат повеќе пари за алкохол и цигари отколку за овошје, млеко, култура и рекреација и за образование. Оливера Михајловска. Просечно 4-члено домаќинство во земјава лани се почестило со 9.423 денари, од кои 6.335 денари за тутун, а 3.088 за алкохол. Тоа е сума која е далеку повисока од парите што просечно домаќинство ги одвојува, например, за овоше 6.607 денари, обувки со вклучени поправки 5.950 денари или за рекреација и култура за што вкупно годишно се одвојуваат 7.113 денари. А 9 пати е помала од таа што се издвојува за образование, 1.720 денари годишно за сите четворица. Македонците убедливо најмалку се фаќаат за джеб кога е образованието во прашање. Овие чудни податоци ги открива статистичкиот годишник за лани, според кој ситуацијата од претходните години била далеку пороци отколку за други потребни набавки. Математиката покажува дека лани во просек домаќинствата пиеле 136,4 литри млеко и за таа намена издвоиле 5.526 денари од домашниот буџет, сума која е за 1.000 денари помало од таа издвоена за цигари. Статистичкиот годишник на Ништа. кажува дека лани едно просечно 4-члено домаќинство имало на располагање 5.578 евра или 343.092 денари или 238 евра повеќе од 2012-та. Лани граѓаните помалку пари трошеле на сообраќај и здравје, плаќале пониски сметки за комуникација, им се намалиле трошоците за станарина, вода, електрична енергија и за горива, а имале и пониски трошоци за отплата на кредити и заеми. Малку паднала сумата што ја оставиле на име на заштеда во банка. Од друга страна им се зголемиле трошоците за стан, куќа и имот. Просечно 4-члено домаќинство лани потрошило 10.247 денари во ресторани и хотели, во споредба со 6 пати помалку пари или символично 1.720 денари кои ги намениле за доусовршување на образованието. Односно, минатата година секое македонско семејство потрошило 2.762 денари на член во ресторани и хотели, а само 464
денари за книги и за зголемување на своето образование, но затоа се удвоила сумата потрошена на пакет туристички аранжмани од 599 на 1136 денари лани, а паднала таа услуга за култура и разонода, како и на таа за други средства за рекреација, како цвеќиња, миленици и друго. Тричлена турска делегација од познати бизнисмени повторно го посети Демир Хисар. Во потрага по соодветни капацитети за инсталирање на технологија за производство на супстрат за сокови, тие ги посетија поранешната застава, шекарата, како и зградата на поранешна стоковна куќа, која пред неколку години ја купија грчки инвеститори и инсталираа технологија за производство на кондиторски производи. На крајот од поседата на трите погони, турските бизнисмени имаа краток брифинг со градоначалникот. Еден од нив, како што соопштуваат од општината, на градоначалникот му соопштил дека постои голема веројатност со неговото семејство да се пресели да живее во Македонија. За сега не се откриваат детали за каква инвестиција се работи и колкава ќе биде незината вредност. За 2 дена почнува уште еден голем културен настан во Битола. По 23 пат ќе се случи интерфест на класична музика. 10 дена со богата програма пред публиката во Битола, годинава и дисперзирана програма во Скопје и Охрид. Оливера Михајловска. Интерфест и годинава го резервира 2 октомври за да го почне 23-тото издание и да донесе изведувачи од целиот свет кои Битола во 11 фестивалски вечери ќе ја обвијат во мелосот на прекрасната класична музика. Свеченото отварање е в четврток со комична опера во 2 чина. Така прават сите по делото на Волфганг Амадеус Моцарт и режија на Цветан Стојановски. Ова година се фокусиравме на музика. И ево свеченото отварање за кое веќе толку многу слушнавте, ќе биде на моје големо задоволство со една прекрасна опера која многу е сакам, а тоа е Така прават сите, со млади солисти, со режисерот кој што навистина работеше ентузиазирано сати и сати и ќе биде сигурно извонредна. Во Битола има голем интерес, веќе проблем со карти, затоа што представата ќе биде во театарската скала, која што има само 418 седишта и навистина, ево, тешко не е и за режисерот да обезбедиме влезници. Да, 72 е последен пат изведена овдека во Македонија, но секој што ја представа, тој автор останува млад. Така прават сите е напишана при крајот на животот на Волфганг Амадеус Моцарт, значи година дена пред неговата смрт, ја пишува заедно со либретистот Лоренцо да Понте, еден исклучително моќен тим кој направил нешто што останува свежо до ден денеска. Баш заради тоа сум среќен што оваа представа имам чест да работам со млади луѓе. Од петок веќе продолжуваат представувањето на солистите, дуата, оркестрите и другите изведувачи од земјава Италија, Унгарија, Германија, Америка, Бразил, Данска, Русија и Србија. Министерството за култура е покровител. Пропратни активности на Интерфест се мајсторските школи како и повеќе видови на изложби. После 42 години премиерно ќе ја изведеме пред македонската јавност. Интенцијата на македонската опера е да ја приближи оперската уметност до целата македонска јавност, што ја користиме можноста да го отвориме реномираниот фестивал Интерфест Битола. Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест Битола традиционално се одржува од 2 до 12 октомври, а е основан во 1992 година. Еве што донесува светот на Актуел. Джихадистите од Исламската држава се приближуваат до Турција. И за други вести од светот, по кусата пауза, останете со нас. Започнува 23-то издание на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест Битола 2014. Сдруженијето на уметници ракотворци, македонски ракотворби, го прославија 10-тиот роден ден. Белградската група Naked гостуваа во Битола. Исламската држава се приближува до сирискиот град Кобани, кој е близу границата со Турција, јавува CNN. Терористичката организација се наоѓа 3 километри источно од Кобани, со што се потврдуваат информациите од Сириската обсерваторија за човекови права. Доколку ИСИС го заземе градот Кобани, тогаш би контролирала дел од земјиштето на самопрогласениот главен град Рака
кој е 100 километри оддалечен од турската граница. И покрај воздушните напади на коалицијата предводена од САД, сведоците велат дека продорот на терористичката група не забавува. Потребна ни е помош, потребно ни е оружје, потребни се засилени воздушни напади. Доколку ситуацијата остане како што е, ќе бидеме сведоци на масакар. Не сакам да замислам што ќе се случи доколку ИСИС навлезе во Кобани, вели официјален представник на овој град. Во близина на селото Нижнаја Кринка во источниот дел на Украина пронајдена е уште една масовна гробница, изјави првиот заменик премиер на самопрогласената Донецка народна република Андреј Пургин. Тој не прецизира колку тела има во гробницата, додавајќи оти се уште не е утврден идентитетот на жртвите. Во меѓувреме, група меѓународни експерти веќе пристигнале на местото на масовната гробница. Новата гробница е лоцирана само неколку денови откако Комисијата на Организацијата за безбедност и соработка во Европа го потврди постоењето на 3 масовни гробници во областите кои неодамна ги напушти украинската војска. Хашкиот обвинител бара доживотен затвор за Радован Караджич. Хашкиот обвинител за војни злосторства го нарече поранешниот водач на босанските срби Караджич водечка сила за прогонот на несрпското население во 90-те години од минатиот век. По 5 години судење, екс-генералот се соочува со завршните зборови на обвинителството. Лично ќе ги каже своите завршни зборови утре и четврток пред изрекувањето на конечната пресуда за 1 година. Обвинителството бара доживотен затвор по 11 точки, меѓу кои геноцид за време на војната во Босна. Лидерот на Хонг Конг повика на прекин на демонстрациите. Лидерот на Хонг Конг, Леунг Чинг Јинг, ги повика продемократските демонстранти веднаш да се повлечат од улиците. Тој денеска изјави дека кинеските комунистички лидери во Пекинг нема да ја повлечат одлуката во врска со изборот на наредниот лидер на Хонг Конг во 2017 година. Имено кандидатите за наредните избори за лидер на Хонг Конг треба да бидат одобрени од властите во Пекинг. Демонстрантите, главно студенти, бараат Чин Јунг да си поднесе оставка, а Пекинг да им дозволи слободни избори. Повеќе од 3000 луѓе загинале годинава, обидувајќи се да го преминат Медитеранот и да стигнат во Европа, соопшти Меѓународната организација за миграција, која тесно соработува со Обединетите нации. Од организацијата денеска соопштија дека 3072 смртни случаи се повеќе од двојно од претходните рекорди во 2011. Тие исто така соопштија дека смртта на мигранти кои се обидуваат по морски пат да стигнат во Европа сочинува 75% од вкупниот светски број на смртни случаи на мигранти, кои од јануари досега изнесува 4077 случаи. Извештајот на организацијата доаѓа само неколку недели по потонувањето на бродот што пренесуваше околу 500 мигранти, вклучувајќи сирици, палестинци и египтјани, меѓу кои околу 100 деца. Црвена тревога од поплави на југот на Франција. Француските власти издадоа црвена тревога од поплави во јужниот дел на Франција. Поголемото невреме и поплавите кои зафатија повеќе населени области, најпогоден регионот Лангедок, а и околината на Марсеј, каде излевањето на реката Лас поплави куќи и патишта, а метеоролозите соопштија дека силните врнежи ќе продолжат и во наредните денови. Нема информација за жртви, но причината е голема материјална штета, а жителите на областа велат дека вакви дождови не паметат во последните 2 децении. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот.
Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде Тука е крајот на Актуел. Благодариме што бевте со нас, останете со Тера.